Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, 8 февруари 2016 година. Го слушате политичкиот магазин Кворум на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата. Државната изборна комисија се подготвува. Според најавите, деновиве треба да стартува со вкрстената проверка на податоците на граѓаните. Ќе се користат датабазите од 10 државни институции. Доколку се утврди некој сомнителен податок во избирачкиот список, ќе се оди на теренска проверка која ќе ја вршат обучени анкетари. Првиот човек на државната изборна комисија Александар Чичаковски вели дека највисокото изборно тело е цврсто решено во законските рамки да ги изврши обврските и да ги примени процедурите за проверка на податоците од избирачкиот список, а со тоа трајно да се отстранат сомнежите околу точноста на податоците во него. Што би можела да покаже проверката, колку време ќе биде потребно за прочистување на списокот во кој се запишани гласачите, каков список имавме досега, колку е тој точен, дали се точни тврдењата на СДСМ за фантомските гласачи, неопходно ли беше менување на составот на ДИК, дали партиите на вистина избраа експерти за членови во државната изборна комисија. Пред изборите закажани за напролет, голем број на прашања се поставуваат. Одговорот јас денеска го барам од поранешлиот член на ДИК, Тања Алтанџиева, предложена за неколку мандати од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Добар ден и добре дојдовте во студиото на Радио Слободна Македонија. Добар ден и поздрав до слушателите на Радио Слободна Македонија. Господја Алтанџиева, што очекувате да покаже проверката на избирачкиот список? Вака, значи, во последно време многу се зборува за избирачкиот список и мора да се каже дека избирачкиот список е основно средство на Државната изборна комисија врз основа на кој го спроведува гласањето, односно врз основа на кој се спроведуваат изборите. Избирачкиот список и според изборниот законник е јавна исправа и се смета дека сите податоци запишани во избирачкиот список, што се добиени од надлежни државни органи, пред се од Министерството за внатрешни работи, се претпоставува дека се точни и се веродостојни. Значи, досега како такви, Државната изборна комисија го добиваше избирачкиот список врз основа на сите тие добиени податоци и според изборниот законник, значи сите сомневања од граѓани, од политички партии, од секое лице само за себе, во текот на целата година и за време на јавниот увид, значи пред изборите, можел со правно средство приговор до Државната изборна комисија, а во понатамошна постапка и пред управниот суд, да бара, значи, бришење, запишување или дополнување на неговите податоци во избирачкиот список. Сметам дека во последно време сега дека малку повеќе е предимензиониран фокусот околу веродостојноста на избирачкиот список и околу сите податоци запишани во него. Зашто го велам ова? Затоа што имаме различни толкувања и на експерти, и на информатичари, во смисла на разноразни податоци статистички и кои што со, би кажала, една едноставна математика доаѓаат до заклучок дека избирачкиот список би требало да има многу помал број на запишани избирачи. Меѓутоа, дали е тоа така, ќе видиме сега со примената на методологиите, како што кажавте, од страна на Државната изборна комисија, каде што е утврден начинот на водење, ажурирање и на прочистување на избирачкиот список, а со другата методологија е предвидена целокупната постапка околу вкрстувањето на податоците. Значи, тука ќе бидат ангажирани и, како што кажа, овластените од Државната изборна комисија, информатичари, експерти, кои што независно едни од други ќе ја вршат таа вкрстена проверка и ќе се види на вистина, значи, дали со споредување на тие податоци ќе се види во колкав обем има и дали има и колкав е тој број на запишани избирачи кои што по ниеден основ не би смееле да бидат запишани во избирачкиот список. Овде пред се алудира на починати лица кои што се предпоставува дека се уште стојат запишани во избирачкиот список или запишани избирачи со двојни идентитети, односно едно лице со истматичен број со можност да гласал на 2 или повеќе избирачки места. Ова електронска проверка ќе го покаже тоа и ќе го покаже квантумот на тој број
на запишани избирачи кои што, значи, после спроведувањето на таа проверка и по дополнително спроведената, да кажам, теренска проверка која што е предвидена, на спорни гласачи ќе се види колкав е тој број кој што Државната изборна комисија ќе треба да ги избрише тие запишани избирачи од избирачкиот список. Меѓутоа, видете вака, значи, веродостојноста или точноста на податоците зависи пред се и од ажурноста на органите кои што и по закон се задолжени да доставуваат податоци до Државната изборна комисија. До сега, значи, тоа одеше и преку Државниот завод за статистика, меѓутоа, друго е прашањето дали со свесна злоупотреба на впишување или бришење на податоци на избирачи во избирачкиот список. Затоа и кажав дека е предимензиониран фокусот во избирачкиот список во смисла на пречка или неможност за спроведување на избори или пак спроведување на избори со тој избирачки список што би било основа за истите подобиените резултати да не се верува во нив. Ова го кажувам од проста причина што каков и да е избирачкиот список, многу е важно на денот на гласањето улогата на избирачкиот одбор. Значи, таму имаме ние председател на избирачкиот одбор, имаме членови кои што се избрани од државната или од јавната администрација и имаме членови кои што се предложени од политичките партии. На денот на гласањето, секој член на избирачки одбор кој што би се посомневал во идентитетот на секој гласач кој ќе дојде на избирачкото место, има право и според изборниот законник да изврши увид во идентитетот на гласачот, односно во биометриската исправа, дали било тоа патна исправа или лична карта. Од тука сметам дека секое сомневање или спротивставување дека некој гласач не би требало да гласа, односно нема право на глас, може да се стави како забелешка во записникот за гласање кој што го потпишуваат сите членови на избирачкиот одбор. И отсуството на било кој од подписите на членовите на избирачкиот одбор е основ за поднесување на приговор до Државната изборна комисија, значи после спроведеното гласање, за да може да утврди дали има основ за поништување на тоа гласачко место. Значи, доколку гласало лице кое не би смеело да гласа. Така, господја Алтанџиева, до сега, колку што се сеќавам, ако грешам, слободно поправите ме, до Државната изборна комисија не пристигнал приговор од политичка партија дека некој имал двоен идентитет или дека некој гласал за некое починато лице. Да, па токму тоа го велам, значи, ние зборуваме за сомневање во податоците на избирачкиот список, меѓутоа се уште немаме веродостојни докази, односно или пак завршена постапка во која се утврдило дека лице што било починато гласало или лице со двоен идентитет гласало. Значи, таков доказ немаме, ниту пак таква постапка била спроведена, ниту таков приговор бил поднесен до Државната изборна комисија. Имаше известување од страна на политички партии во смисла на сомневање, меѓутоа истите не беа подкрепени со соодветни докази, а во таков случај сметам дека и Министерството за внатрешни работи може по службена должност, екс официо, значи доколку има сомневање во определени податоци на биометриски исправи, издадени од нив како надлежен орган, значи согласно правилата на Законот за општа управна постапка, доколку не постои правен основ за издавање на истите, Министерството за внатрешни работи може по службена должност да ги поништи. Тука правиме една кратка пауза и продолжуваме со разговорот, почитувани слушатели. Останете на фреквенцијата на радиото во Боја, за кратко се враќаме во студиото. Повторно сме назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Гостин во денешниот кворум е поранешниот член на Државната изборна комисија Тања Алтанџиева. Господја Алтанџиева, го споменавме актуелниот избирачки список. Каков избирачки список Македонија има во моментов? Неколку председатели на Државната изборна комисија, предложени од страна на СДСМ во изминатиот период, откако излегоа со став и со тврдење дека имаме добар избирачки список, бидејќи нивните тврдења се косеа со ставовите на нивната матична партија, веднаш потоа си дадоа неотповиклива оставка, а опозицијата од друга страна обвинуваше за 120.000 фантомски гласачи.
дали на вистина е возможно во избирачкиот список да има толку фантомски гласачи, дали може толку луѓе да гласаат? Видете, значи јас не би ги коментирала изнесените политичко-партиски ставови на било која политичка партија во однос на избирачкиот список, меѓутоа да се зборува за таква бројка е сепак во доменот на шпекулација. Значи јас еве како пример имам некои податоци, значи за земји што се во обкружувањето и за западноевропски земји во однос на бројот на население и во однос на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список. Ако во моментот Македонија има 2 милиона и 400 илјади население, а има запишани избирачи 1 и 800 и нешто, значи еве како пример би тргнала од Словенија, каде што има исто, значи слично е како Македонија, 2 милиона гласачи, има 1 700 илјади запишани избирачи. Албанија, од 2 милиона 770 жители, значи население, има запишани избирачи, значи 3 милиона 270. Нешто повеќе, односно многу повеќе од бројот на население. Во Бугарија има 7 милиони 260 жители, а има 6 милиони 910 запишани избирачи. Романија има 20 милиони население, има 18 милиони и 200 запишани избирачи. Србија има 7 милиони 160 население, има 6 милиона 760 запишани избирачи. Ќе ја спомнам и Босна, значи 3 милиони 820 население, а има 3 милиони 280 запишани избирачи. И би ја спомнала Германија како западно европска развиена држава, која што има 80 милиони население, а има 68 милиони запишани избирачи. Интересна компарација на што се должат ваквите бројки. Видовме дека има помалце жители од запишаниот број на избирачи. Дали тоа се должи на оние што се иселени од државата, но имаат ова е единствено примерот со Албанија, меѓутоа поентата на оваа компарација ми беше заради тоа да се укаже на фактот дека бројот на запишани избирачи секаде се движи некаде над 80, 85, па дури и 90% од бројот на вкупното население на конкретната држава. Ние и во Република Македонија се уште немаме некоја релевантна анализа со точни статистички показатели и основи за да кажеме дека врз основа на што и поради што и што е основ за зголемување на бројот на запишани избирачи во избирачкиот список од година во година или намалување како што имавме во годината кога имаше измена во изборниот законник дека единствено запишани избирачи во избирачкиот список може да бидат само оние со важечка патна биометриска исправа. И Република Македонија тогаш, односно Државната изборна комисија, не ги запиша сите останати избирачи кои што има стари документи за идентификација, односно патна исправа. Дали е тоа уставно или не е сосема друго прашање, меѓутоа значи патната исправа и личната карта, еве во конкретниот случај биометриските исправи служат за утврдување на идентитетот на гласачот, а всушност правото на глас е уставно загарантирано право. И од тука уште еднаш сакам да потенцирам дека она што кажав дека ние се уште немаме релевантна анализа во смисла на тоа, значи поради што и како и значи точни бројки за да знаеме зошто доаѓа до зголемување на бројот на запишани избирачи. Меѓутоа тоа е нормален процес, ние имаме граѓани кои што стануваат полнолетни. Во исто време имаме луѓе кои што умираат, значи се бришат од избирачкиот список. Имаме отпуст од државјанства. Во секој случај основа за запишаните избирачи во избирачкиот список е книгата, односно регистарот на државјани што се води во Министерството за внатрешни работи. И секој оној што е државјанин на Република Македонија со важечка патна исправа и се запишува во единствениот избирачки список. Така, тука правиме уште една кратка пауза и продолжуваме со разговорот.
Повторно сме назад во студиото, го слушате политичкиот магазин Кворум на Радио Слободна Македонија. Денеска со вас сум јас, Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата. Мој гостин е поранишниот член на Државната изборна комисија Тања Алтанџиева. Господја Алтанџиева, како што кажавте вие претходно во разговорот, многу фама се дигна околу овој избирачки список. Некои велат има доволно време да се прочисти, други пак велат нема доволно време. Кој е вашиот став? Има ли доволно време да се направи проверката на избирачкиот список и да одиме со прочистен избирачки список на избори на 24 април? Значи, Државната изборна комисија е должна да го почитува изборниот законник и утврдениот датум во изборниот законник, а тоа е 24 април 2016 година. И должна е сите рокови кои што се предвидени во изборниот законник да ги вгради во роковникот кој што го донесува самата Државна изборна комисија. Друго е прашањето на политичките договори, на целокупните напори или би кажала сомневања околу можноста за одлагање на датумот на избори. Значи со тоа не треба да се занимава Државната изборна комисија, бидејќи таа како највисок изборен орган е должна да го почитува тоа што е закажано, што е предвидено и заради што е донесено одлука во Собранието на Република Македонија. Доколку надвор од ова се постигне некаков договор, значи тоа е веќе сосема друго прашање и би било во некој смисол можеби релаксација за Државната изборна комисија, меѓутоа за сега Државната изборна комисија треба и мора да се држи до утврдениот датум за избори. Лично моје мислење сметам дека има време, меѓутоа претпоставка за тоа сепак ќе дадат информатичарите и експертите по завршување на електронската проверка. Крајот на краиштата ќе се види, на крајот можеби и ќе заклучиме дека ни требало техничко решение за надминување на политички проблем, ако само избирачкиот список бил да кажеме пречка или проблем за одложување на изборите или за утврдување дополнителен датум за избори. Господја Алтанџиева, беше ли неопходно да се менува составот на Државната изборна комисија, експертски состав, нели барем така тврдат партиите дека ова се експерти, меѓутоа многумина и овие експерти ги поврзуваат со политичките партии. Дали навистина ова експертска комисија? Јас би го коментирала законското решение и да не бидам сватена погрешно, значи не го коментирам персоналниот состав на членовите на Државната изборна комисија, туку како законска норма. Во секој случај, значи сите измени на законските решенија во овој период, значи преоден период до одржување на изборите, се навистина нестандардни решенија, по моje мислење хибридни решенија и се сомневам дека ќе го дадат очекуваниот резултат, иако лично верувам и очекувам, еве конкретно за членовите на Државната изборна комисија, дека сите законито, професионално и одговорно ќе ги спроведат нивните надлежности согласно изборниот законник. Меѓутоа, ако изборниот законник во 2006 година предвидуваше професионализација на Државната изборна комисија, вклучувајќи и професионализација на целокупната изборна администрација. Ние имавме после промена на вметнување на членови во избирачките одбори предложени од политички партии, а сега имаме, значи, повеќе од половината членови на Државната изборна комисија предложени од политички партии. Дали тоа ќе се покаже за добро или за лошо ќе видиме, меѓутоа сметам дека од професионализација се отиде кон озаконета партизација на Државната изборна комисија. Се поставува отворено прашањето дали членовите на Државната изборна комисија предложени од политички партии се помалку кредибилни од членовите кои што се избрани како експерти во Државната изборна комисија. Дали однапред некој го детерминира гласањето на членовите на Државната изборна комисија предложени од политички партии, или гласот на експертите ќе биде како еден вид златна акција, како да ви кажам, значи мислам, тоа и отворено беше зборувано и од представници на меѓународна заедница во смисла на балансирано решение, во смисла на оневозможување на надгласување, што било пракса можеби во претходното работење на Државната изборна комисија во некои случаи, меѓутоа не може да се оди со законско решение кое во секој случај
го намалува кредибилитетот на Државната изборна комисија. Затоа што не можеме да кажеме дека експертите се тие кои што на чии што плеки ќе биде целокупното работење. Вие сте правник по професија, во моментов работите како адвокат. Еве би сакала да ве прашам, да ве искористам бидејќи сте тука денес во студиото, да ми дадете едно правно толкување на она што произлезе како дел од договорот во Пржино, односно измените на законот за влада. Имаме технички министри, поставување на вето од нивна страна, нели техничка влада. Како го коментирате сето тоа и овластувањата, нели велат Државната изборна комисија сега има поголеми ингеренции. Дали сметате вие дека има поголеми надлежности сега Државната изборна комисија? Државната изборна комисија единствено има поголеми надлежности со усвоената методологија во делот на прочистување на избирачкиот список, каде што членови на Државната изборна комисија односно представници на правната служба која што треба да постои во рамките на ДИК, да изврши увид во издадените биометриски исправи. Не е зголемена ингеренција ако кажеме дека јавноста била предвидена со изборниот законник. Не е зголемена ингеренција транспарентноста или предвидувањето на поднесување прекршочни пријави или кривични пријави. Затоа што, впрочем, тоа и со претходниот изборен законник беше предвидено, а и доколку не е предвидено, согласно Законот за кривична постапка, секој државен орган што смета и има основи на сомнение дека со некое дејствие е сторено кривично дело, односно има елементи на кривично дело, е должно да поднесе кривична пријава. Што се однесува до измените на Закон за влада, значи тоа е решение заради воспоставување преодна влада и регулирање на надлежностите на министрите и на дополнителен заменик министер и на заменик министер, значи дури и смешно е да се зборува во смисла на називите, нели, кои што се предвидени. Реков, тоа се нестандардни решенија, меѓутоа во услови до периодот на одржување на избори е предвидено на кој начин ќе функционираат министерот и дополнителниот заменик министер. Со измените на Закон за влада во неколку одредби е определено како тоа ќе се одвива, значи извршување на надлежности согласно Закон за организација на влада и во секој случај фактички нити министерот го има апсолутното право на вршење на сите надлежности кои што се предвидени со Закон за организација на влада и Законот за влада, ниту пак дополнителниот заменик министер е помалку од заменик министер, нели, согласно законските прописи. Во секој случај, овие законски решенија, значи, предвидуваат рамноправно учество и на министерот и на дополнителниот заменик министер, заради меѓусебна контрола во делот на остварување на надлежностите. Овде мора да се разликуваат две правни ситуации. Значи, кога дополнителниот заменик министер има право да изрази несогласување во однос на правно, кадровско, финансиско прашање кое што е поврзано со изборите, и во тој случај таквото барање се доставува до Државната изборна комисија и во тој контекст е зголемена надлежноста, нели, како што кажавте, на Државната изборна комисија да одлучува по барањето дали некое прашање е поврзано со изборите. Ако таквата одлука донесена од страна на министерот има само еден подпис, таа нема правно дејство, што значи таа е ништовна од моментот на нејзиното донесување. Друга е правната ситуација кога министерот или дополнителниот заменик министер заради нивното незаконско постапување имаат право директно со тужба да се обратат до управниот суд заради оспорување на административна процедура и одлука кои што се резултат на ваквото незаконско постапување. Во тој контекст, значи, првата одредба фактички предвидува рамноправност и заедно донесување на одлуки, а втората одредба е заради нивна меѓусебна контрола. И ова е целта на договореното фактички на она што е сега содржина на Законот за влада. Така.
Правиме тука уште една пауза, време за реклами и привршуваме со разговорот. Повторно назад во студиото на Радио Слободна Македонија, мој денешен гостин, поранешниот член на Државната изборна комисија, Тања Алтанџиева. Господја Алтанџиева, ве прашувам како граѓанин, како ќе се развива ситуацијата и кои се вашите гледишта, ќе успели Македонија да спроведе фери демократски избори на 24 април? Република Македонија досега многу пати покажала дека уме и дека може да спроведе фери демократски избори. Ако се земе времето наназад од 1990 година, значи после осамостојувањето на Република Македонија до денес, во некои сфери ние имаме уназадување на политичките процеси. Сметам дека изборите биле свечен чин и ќе бидат, и за тоа најмногу заслужни се граѓаните на Република Македонија. Никогаш не било проблем да се спроведат фери демократски избори. Меѓутоа, демократскиот капацитет на државата, пред се и се вкупниот политички амбиент, не зависи само ниту од однесувањето на Државната изборна комисија, значи ниту само од граѓаните, значи најмногу зависи од однесувањето на политичките партии. И тие се директно задолжени за воспоставување на еден стабилен политички амбиент, на еден релаксиран, би кажала, политички амбиент, во кој што граѓаните навистина да бидат ослободени да можат да го изразат своето право на глас. Јас не се сомневам и во политичката култура на нашите граѓани, независно од тоа дали некој членува во една, во друга политичка партија или се неопределени, никој не смее да биде ниту заплашуван, нити уценуван, значи секој може слободно на денот на изборите да го изрази своето право на глас. Однесувањето на институциите исто така треба да биде во рамките на должното однесување, во рамките на законските прописи, да имаме брз институционален одговор во смисла на случаи на оневозможување на правото на глас, на повреда на право на глас или на слично. Значи, во секој случај, јас верувам и воопшто не се сомневам дека Република Македонија не може да спроведе фери демократски избори. Напротив, очекувам дека се ќе помине во најдобар ред, меѓутоа за тоа најодговорни се политичките партии. Така, јас ви благодарам за денешното гостување во Кворум. ОПСЕ веќе се подготвува својата наблюдувачка мисија. Уште едно подсетување дека и Државната изборна комисија се подготвува за проверката на избирачкиот список. Останува да видиме што ќе покаже периодот кој следи. Ви благодарам уште еднаш, вам почитувани слушатели. Ви благодарам на вниманието. Денеска е 8 февруари 2016 година. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, кој е во продукција на Радио Слободна Македонија, техничка реализација. Владимир Дамјановски. Се слушаме повторно за 7 дена на истата фреквенција. Пријатно до слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.